Добро вечер, почитувани. Следува економски магазин на Алсат. Јас сум Миле Петревски, а вечерва во следните речиси 1 час ќе се обидеме да направиме сублимат на годината на економски план. Како од пандемија кризата се прелеа во енергетска, а потоа и во ценовна. Како се решаваат ваквите предизвици кога сте бизнисмен, а што треба да направите ако сте власт и креатор на антикризни мерки? Според анкетите, граѓаните не се чувствувале никогаш понезадоволно од сега. Во студиото на Алсат вечерва дебатираме со Фатмир Битики, вице-премиер за економија. Добро вечер. Добро вечер. Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори и Симиша Наумовски од Академијата за банкарство. Ви благодарам што вечерва сте во овој состав да направиме еден сублимат, едно гледиште на годината што ја испраќаме полека. Вице-премиер, првиот збор ќе ви го дадам вас. Ако треба реков да сублимираме годината, помината во енергетска криза со ниво на инфлација од 20% официјално, што можам слободно да се земам неофицијално 30%, сега ќе ве прашам што беше потешко, да се изменаџира пандемија или еден ваков удар врз економијата? Па, би кажал дека и двете кризи беа тешки. За мене попредизвикувачки пандемијата, затоа што здравствената криза на прв удар беше животот на луѓето и сметам дека неизвестноста која што тогаш имавме беше далеко поголема, затоа што секој достоење во одредени мерки, секој достоење во креирање на мерки за да се дадат соодветни здравствени услуги можеше да значи еден повеќе изгубен живот, а сметам дека е непроценливо кога ќе изгубите човечки живот кон било која друга евентуална загуба. Енергетската криза во овој момент е секако предизвик сам по себе, но сметам дека фактот дека не може да се направи паралелата со здравствената криза, колку и да е болно, колку и да има негативни последици кон сите чинители во општеството, сметам дека е помалце безболно него здравствената криза. И секако не е лесно да бидете во две такви кризи во ист мандат, да кажеме, но е интересно од аспект на тоа што сметам дека тоа што го правиме, особено кога истите нема да бидат, тоест ефектите на мерките и на политиките што се креираат во тек на овие години, нема да се пофалат само од нас, туку ќе се пофалат и од меѓународни финансиски институции, дури некогаш поддршката која што доаѓа од нив е заради таквите политики и мерки, сметам дека е некој вид на задоволство. Секако загрижува фактот дека не сите се уште, не сите чинители во јавноста и во општеството разбираме дека сме во криза и нашето однесување, нашето велам на сите, не само на политичарите, понекогаш е на ниво на неразумност за вакви прилики. Како народ научивме да живееме во кризи. Од бизнес аспект поминавте 2 години пандемија и кога сите очекувања беа дека ќе се застане на здрави нозе, се случи енергетска криза, што од побарувачка на електрична енергија, што од војната во Украина. Што сега за вас беше полесно да се менаџира или како се менаџира една ваква криза? За пандемијата не сте толку сега да зборувате вие, меѓутоа еве за водење на бизнис во кога еден енергенс кој што е од витално значење поскапува повеќе од 10 пати. Со оглед на сите овие состојби кои ни се случуваат во последниве 30 на години, можам да кажам дека македонските компании, ако на нешто се научија, тоа е да бидат мајстори за преживување во кризни ситуации. И сите овие кризи кои не зафаќаа во минатиот временски период од 30 на години, дали беа војни, дали беа здравствени енергетски кризи, ембарга и така натаму, секогаш учевме од сите тие ситуации како на најлесен и најбрз може начин да го преживееме тој временски период. Енергетската криза беше навистина голем удар, нешто што никогаш во
македонсково општество темата енергетика не била толку високо издигната, нити се работело во минатиот временски период да се створат адекватни концепции, стратегии, планови. Мислам дека тоа е една од најголемите грешки на повеќе македонски влади. Значи, додека цела Европа се спремаше за зелена трансформација, сите знаеа дека еден ден ќе дојде да се подигне нивото на цена на енергентите пред војната во Украина со овие екстра даноци за јаглеродни количини и така натаму. Ние, за жал, со години или не овозможувавме да се инсталираат обновливи извори, или оние кои инсталира на разноразен начин ги саботиравме, па беа дестимулирани да ги продолжат своите инвестиции. Така да, за жал, изгубивме едно драгоцено време од можда 10 на 15 години да ние работиме на овој проблем и да бидеме спремни еден ден, доколку дојде ваква ситуација како што дојде, да ја искористиме во своја полза. Колков процент од бизнисот има фотоволтаици или обновливи извори? Некаков Па, друг? веќе ги гледаме, да бидам искрен, овие денови гледаме охрабрувачки информации, меѓутоа тоа е само за еден сегмент. Премиерот, мислам дека вчера објави една информација од околу 140 мегавати. Меѓутоа, инсталирано, дадени одобренија. Веројатно инсталирани веќе во мрежа пуштени. Да. Значи веќе се во мрежа 140, се очекува во следните години да овие количини се зголемуваат. Меѓутоа би сакал уште еднаш да нагласам. Ова е најголем дел, скоро над 90% за оние компании се однесува кои се на слободниот пазар, кои во овој момент плаќаат цена на електрична енергија од 400-500 евра, а во текот на летото во јули и август, кога цената рушеше рекорди, во одредени пикови достигнуваше и 800 евра. Ние сметаме дека системот мора да се реформира. Значи, постои еден дел од регулираниот пазар кој навидум изгледа дека се цените поповолни за разлика од оние кои се на берзите. Добро. 220 ефтина и 260 скапа тарифа. Меѓутоа и таму мора да им се овозможи на компаниите, доколку појават одредени вишоци на електрична енергија, да можат да ги продадат по одредени пазарни цени и така натаму, и целиот тој систем да се реформира заедно со домакинствата. Затоа што сметаме од одредени извори, цифрите кои доаѓаат до нас се следните. Енергетската криза нашава држава ќе ја чини, според извори блиски до владата, се шпекулира со цифра од 250 милиона. Опозицијата и одредени финансиски експерти во опозицијата тврдат 500 милиони, а одредени независни кругови спомнуваат цифри од можда и до 700 милиони евра. Значи, навистина се тоа преголеми износи, да оваа мала држава, мала економија во краток временски период да ги потроши за купување прескапи енергенти, а имаме одлични можности. Значи, ние имаме услови за производство на електрична енергија од фотонапонски електрани, скоро исти со Италија, нешто полоши од Албанија, подобри од Бугарија и така натаму. Значи, постои навистина голем потенцијал за инвестирање во обновливи извори. Енергетската трансформација во Европа е процес кој е почнат и кој нема да се сопре, нити така брзо ќе заврши. Значи, се шпекулира за цифра од можда инвестиции од 5 милиарди во следните 10 години. Ќе му дадам простор на вице-премиерот да објасни околу трошоците за оваа година за кризата. Наумовски, професор доктор Синиша Наумовски, убаво да ве најавам. Искрено беше проблем како ќе ве најавам на оваа дебата кога ја подготвував емисијата, бидејќи имате неколку титули: Академија на банкарство, представник сте на управниот одбор на Институт Хајделберг во Скопје, професор по контролинг, член на Советот на Народна банка. Сакам да кажам, експерт од повеќе полиња. Научно-истражувачки работи. Првото прашање за вас, како предприемач. експерт, реков, од повеќе полиња, е како го оценувате справувањето со кризата на надлежните на властите? Добро, благодарам за поканата. Кажу и претходните дискутанти, ние некако народот
има чувство дека 30 години сме во некоја перманентна криза. Така барем меѓу граѓанството се говори. И ова е можеби една од најголемите. Ако ги исклучиме 2001 воениот конфликт и 2008 година конфликтот со овој глобалната економска финансиска криза во однос на ликвидноста. Јас сум на мислење дека ќе ја поминеме и оваа мачнина. Практично, после две пандемиски години, кога копнежот ни беше во насока на излегување и оптимизам, Добро. дојде и украинската војна. Сето тоа го зголеми, да кажам, ризикот или да бидеме објективни. Проблемот е на страната на понудата. Имаме глобално нарушена понуда и тесни грла на снабдување. Тука и колегите спомнаа претходно и претседател на комората и подпредседател на владата дека имаме и недостаток и проблеми со електричните системи и сето тоа доведува до тешкоти. А ако ги погледнете последните проекции и на Меѓународниот монетарен фонд и на Светската банка, секаде, еве октомвриските ќе ги говорам, на ММФ се проектирани рецесии и она што можеби, еве на почетоков ќе имаме доста време претпоставам да говориме, нам како економија која е зависна со германската економија и која остварува суфицит само со таа земја, треба да не загрижува, јас и во март говорев, оваа година кога започна конфликтот во Украина, дека можеби ризиците кај нас ќе бидат индиректни преку германската економија. Проекциите на ММФ некаде се дека таа ќе влезе во 2023 со стапка минус 0,5 некаде октомвриските проекции, но тие се менуваат. Во еврозоната минус 1,7. Во еврозоната минус 1,7. И генерално, ако го погледнеме и извештај на Светската банка и ММФ, ќе видиме дека и глобалната економија од некои високи 6% 2021 веќе во 2022 ќе биде некаде над нулата, а во 2023 се предвидуваат рецесиони движења. Мислам дека и македонската економија ќе биде опфатена со тоа и предизвик е или можеби јас го погледнав и буџетот на владата и го анализиравме неколку пати исто на националниве телевизии, амбициозен е. Можеби ќе биде предизвик владиниве менаџери да водат таа темата, па да видиме како тоа би се реализирало. 700 милиони евра или помалку од тоа што го рековме? Не, мислам дека искрено... Колку би не чинела оваа криза годинава? Сметам дека ја нема да коментирам кој ги дава бројките и зошто ги дава бројките. Ја имам две гледишта. Едното е реалното колку чини го буџетот и еве за 10 дена ние затвараме годината и веќе почетокот на следната година ќе ги имаме сите податоци, па ќе може лесно да се провери. Чини со се топлинската кризата за обезбедување на топлинска енергија во град Скопје, почетокот на годината од 2022 и сега на крај и енергетската криза севкупно, се што требаше да се обезбеди за регулираниот пазар и другите интервенции, некаде приближно 240 милиони евра. Толку пари се предвидуваат и за до година? Плановите кажуваат да 250 милиони ги предвидуваме за помош за мерки за справување со кризата, но не значи дека сите пари ќе одат за обезбедување на електрична енергија. Плановите се далеку пониско него што годинава би не чинело, затоа што се презема одредени мерки, може да збориме за тоа во детали. Дали кризата не чини многу? Да, не чини многу. Дали овие средства требало и ќе беше подобро да отидат за грижа за потребите на граѓаните, за тоа што 30 години најверојатно никој не сакал да ги решава проблемите? Да, така е. Но морате да направите баланс помеѓу моменталната криза и справувањето со кризата и не предлабочување на уште повеќе на кризата и негативните ефекти кои што тоа треба да ги донесе. И од друга страна да обезбедите понатаму функционирање на основните функции на државата и плюс обезбедување на средства за да се решат проблемите на граѓаните. Знаете ли колку е жално дури за еден политичар? Не би кажал. И ја тоа ќе го оставам на времето, затоа што истата дискусија имавме и во 2020, кога ни кажува дека задосневме со мерките и после излезе ММФ и Светска банка и рекоа дека мерките се навремени, дека заради мерките немало толкав пад на бруто домашниот производ, колку што би паднало, дека мерките спасиле 80.000 работни места и така натаму и така натаму. Никој не веруваше кога викавме дека се навремени и излезе некој друг. И кога ќе каже некој друг, тогаш
нели ја затвараме дискусијата. Помина 21, целата дискусија беше дека не е навремена, ние тврдиме дека се навремени, тогаш кога си спремен тоа да го направиш. И во 2022 сите мерки чинат 760 милиони евра економските мерки. Не е се тоа плаќање за електрична енергија. Дури ние никош не сме го збореле, но еве само ќе дадам еден податок кој што мислам дека секој еден наш граѓанин во државата треба да го разбере. Средствата кои што ги даваме за обезбедување на електрична енергија за регулираниот пазар, значи дека секој еден наш граѓанин во државата е субвенциониран за 6800 денари во оваа година. Добро. Секој еден наш граѓанин добива субвенција од 6800 денари во 2022. Или секој едно домаќинство добива 21.000 денари субвенција оваа година. Апропо дискусијата дека видите во Германија дел од сметките ги плаќа државата. Да, и ние тоа го правиме. Само во последната сметка од декември напишавме со табела што тоа значи. Но еве, проекциите на тоа што сме го платиле за да обезбедиме електрична енергија и што добиваат назад граѓаните, го кажувам денеска за прв пат Што добија компаниите? Во јавноста. Компаниите Мислам дека беше бидејќи го поставивте, Ајде. малите компании кои што се на регулираниот пазар, е многу интересна дискусијата кога ја дефиниравме цената. Се согласувам дека таа е цената 220 со 260. Но во просек во последните 6 месеци просечната цена, берзанска цена е отприлика 500 евра. Добро. 220 од 500 е за 100% пониска цена него берзанската цена. Дали тоа не е помош? Нека каже бизнесмен. Просечната цена по одредени временски периоди се движи околу 300 евра, некогаш над 400-500. Има периоди Сега последниве две недели за 6 месеци. кога беше октомври, цената падна и под регулираниот пазар, што е многу интересен факт. Значи имаше моменти кога државата фигуративно на регулираниот пазар повеќе заработуваше од регулираниот пазар отколку што беше берзанска. Меѓутоа да не ја коментираме берзата може да биде и казино. Затоа што секој искажан збор доведува во заблуда. Ако треба, значи јас сум бил на другата страна и сум застапувал бизнис. Затоа и ве прашав прво да Бизнисите сакаат предвидливост. Тоа е клучно за развојот на бизнис и стабилност. Моментот кога влегуваш на регулиран пазар, ти имаш предвидливост за каква цена добиваш како инпут во твоето производство и во твоето работење напред 6 месеци, добива сигурност дека нема да имаш недостиг на електрична енергија, а секако државата мора да овозможи еднакви услови за сите. Во моментот кога една компанија би видела дека берзанската цена паѓа и таа е пониска од тоа што му ја нуди државата, он може слободно да излезе на слободен пазар и да се ја купи. Но ќе ја нема неизвестноста и стабилноста и непредвидливост. Но дадеме збор на Може компаниите да одговорат или вице-премиерот да одговори во нивно име. Значи, овие податоци какви се движењата на берзите, тоа е екзактен факт. Имаме пристап преку интернет 24/7, можеме да ги провериме. Во однос на цените се согласувам вице-премиерот предвидливоста, што значи, меѓутоа таа предвидливост ако е позиционирана на прилично високо ниво, прашање е колку е корисна таа предвидливост. Меѓутоа, што е главната поента? Главната поента, цената на чинење по мегават час произведен со обновливи извори на енергија во рок од 25 години, колку што е употребната вредност на тие уреди за производство на електрична енергија, чини 40 евра. Значи, компаниите и овие на регулираниот пазар треба да им се овозможи на адекватен систем да инвестираат во обновливи извори на енергија и тие вишоци да можат на адекватен начин да ги продадат. Сега во овој момент не е тоа случај. Тоа ќе биде домашна задача веројатно за оваа влада и за следните. Мислам дека навистина морам да интервенирам. Немам вообичаено Да не се уфрламе, мислам да заврши зборот.
Но кога ќе кажете дека треба да се овозможи, а при тоа заедно сме ја креирали легислативата за да им овозможиме на компаниите да инвестираат во капацитети за сопствено производство, фотоволтаични капацитети, со елиминирање сите бирократски процедури, сметам дека е само Кој дел е проблематичен, господин Ангеловски? Прво, мала корекција. Значи, ние и владата заеднички не креираме мерки, владата ги креира мерките и политиките. Ние можеме да сугерираме, владата може да ги прифати нашите сугестии или да ги одбие. Значи, апсолутно тежината на носењето на одлуките е кај владата. Во однос на какви мерки и бирократски процедури, во изминатиот временски период донесени се одредени олеснувања за физичките лица и малку е подигнат прагот од 20 киловати на 40 киловати, да не се бара лиценца, значи до 40 киловати производство. Како мерка антикризна за компаниите. Не е антикризна, него Така, во делот на производството на електрична енергија и така натаму. Значи, мора да се оди поагресивно на модернизирање и реформирање на тој систем. Ви спомнав, уште еднаш ќе нагласам, 40 евра по мегават час во рок од 25 години, колку што е употребната вредност на тие системи, чини производството со обновливи извори. 220 и 260 е превисок праг и треба да им се дозволи на овие компании да произведат за себе и вишоците да може да ги продадат евентуално. Зошто го нагласувам со вишоците? Тоа е исклучително битен елемент, еве професорот ќе го потврди, од банкарски аспект за поврат на инвестицијата. Ке имате право за реплика, тука обврска кон спонзорите, мора да направиме првиот рез на емисијата, се враќаме за неколку минути во студиото. Да, ме видите. Назад сме во студиото, сублимат на економските движења, економската година 2022, вице-премиерот Фатмир Битики, Синиша Наумовски и Трајан Ангеловски, вечерашни гости пред последна емисија на Економски магазин за оваа година. Ја спомнавме енергетската криза, односно моравме да спомнеме бидејќи со неј почнаа сите оние турбуленции во економијата и секако земја со највисока инфлација не само во регионот, туку и пошироко. Морам да ве прашам за овие рекордни бројки што излегуваат на инфлацијата, дали тоа се резултат, како што реков, на задоцнети мерки, на неконтролирано кризно профитерство или пак ќе кажете нешто трето? Кога инфлацијата ја поставуваме како тема, ќе ми дадете малку повеќе простор да дадам повеќе гледишта. Да. Најнапред неодамна минатава недела Европската централна банка излезе со корекција на есконтната стапка и од 4,25 ја коригира некаде за 0,5, околу 5%. Истото го направи и монетарната власт кај нас. Значи, кога говориме за инфлацијата, морам да кажам дека македонскава економија е малечка и таква како е поставена структурно, не секогаш комерцијалните банки реагираат на политиките кои ги носи монетарната власт. Зошто? Ако се постави прашањето, бидејќи нашиве комерцијални банки 11 на години, па и повеќе, генерираат висока ликвидност. И вие ако ја заострите политиката со кревање на есконтната стапка, еве некаде околу 4,75, тоа многу поспоро рефлектира долу. Тоа е еден причинител. Втор причинител е структурата на самата економија. Еве ќе направам една паралела со земјите од еврозоната, 19 на број. Таму некои монетарни власти или една монетарна власт, некои економии имаат двоцифрена стапка на инфлација, додека други економии имаат многу ниска стапка на инфлација. Тоа што покажува? Тоа покажува дека каква ви е структурата во економијата, такви мерки на монетарниве власти кои ги, нема да коментирам сега од позиција на Советот, позиција на научно-истражувачки работни, такви мерки кои ги носат извршните членови на Советот или на бордот на монетарниве власти и на европско ниво, и во македонскава економија тука, имаат различно влијание. И токму затоа имате една Европска централна банка, различни варијабли. Балтичките земји имаат преку 20-30%, некои други западни имаат многу пониско. Што сакам да кажам? Многу е важно кооптацијата и соработката помеѓу монетарната и фискалната власт. Тука најдобро знаат оние кои се во директна комуникација извршните членови на едната структура на власта и на другата. За причинители исто така подлабенски, тоа е добро за граѓаниве. Ние често на факултетскиве клуби збориме кога ќе спомнеме инфлација, на студентиве им велиме тоа е инфлација за трошоци, знаат, и колегите од академијата имавме некоја дебата.
Но поважен фактор е инфлацијските очекувања. Тие се фактор кои генерираат некаква спирала или некаква колективна паничност секаде. И тоа едно по друго се пренесува. Тоа е еден фактор. И друг фактор, што е многу важен, сите некако зборуваме. Јас се затекнав, се сеќавам во соседството на состаноци во март, кога започна војна, можам да ја кажам сега, во Украина, ја користиме украинскава војна како причина за сето ова. Но може би и да се оди малку подлабоко, да се вратиме наназад во 2008 година, тогашниот Марио Драгичи нам беше на Европската централна банка, имаше една политика, ке се сетите, на квантитативно олеснување. Тоа беше вбризгување на свежи пари во економијата. И сега, ако ја бараме реалната причина или поводот можеби за војната на глобално ниво, е преголемиот внес на ликвидност во глобална економија, без ние да ја заслужиме таа ликвидност како граѓани глобално. Или ајде да одам подиректно за Македонија сега, да не кажам малку генерално, нашиот проблем или излез од овој инфлаторен шок ќе биде продуктивноста на трудот. Вие не можете да имате оваква ниска продуктивност, еве може да се согласам. А како дојдовме до ово? Доаѓањето до ова е 30 години кумулирање. Мислите како дојдовме до високата стапка? Толку ви одговарам. Структурата на економијата е главен причинител. Земја која е увозно зависна, земја која има проблеми со производство на храна. Еве колегите многу се покомпетентни, јас и не се впуштам во енергетскиве проблематики, они се стручни за тоа, кој има проблеми во енергетскиот систем. Сиве овие 30 години, едноставно сега се гледа дека кога имате мал дисбаланс, тоа е како со организамот. Кога имате COVID, после ковидот, јас 6 месеци имам симптоми и се уште ги имам. А во моментот на ковидот, во моментот на кризата, вие сте најотпорен. Реалната причина е структурната економија, зашто на крај би сакал да дадам едни препораки, предлози, идеи, креативни, може би контраверзни за некој. И политичките чинители. Мислам дека политиката треба да биде овде обединета. Според мене, јас не сум политичар. И генерално светот веќе влегува во една глобална рецесија. Ние мораме тоа да се соочиме или ги плаќа сметките на десети на години вбризгување на ликвидност ако не си одработите. Спомна претходно и вице-премиерот. 2020 владата направи на некој начин метафорички се искажам инфузија кон стопанството. Неколку пати во локдаунот и ние како предприемачи добивме помошти, ама не ја одработивме таа. Ме разбирате? Не ја одработивме. И тоа количество на високи пари вбризгано во 20-та, еве ги ефектите сега. И затоа велам, многу е битно сега кохезија и координација меѓу двете политики. Бидејќи едната политика монетарна ке кочи, така. Еве, рековме, се очекува вчера или завчера, мислам, вице-гувернерот на Европската централна банка имаше исто така коментар дека ќе одат уште погоре каматните стапки. Сега, тоа е добро за оние кои се штедачи, така некаде околу 2% Европската централна банка има каматна стапка на штедните влогови сега во моментот ќе оди нагоре. Тоа исто и рефлексија во македонскиве монетарни власти, но од друга страна и кредитите ќе поскапат. Ние мораме тоа да го коментираме. Значи ќе намали ликвидност. Да. И сега тука имате две светски германци, ве ги пратам, да не ги именувам сега, 2 или 3 германски директори на банки, Бундесбанка има критики кон Европската централна банка. Јас коментирав во месец јули крајот на јавниве медиуми овде кај нас, токму на денот кога Европската централна банка два пати ги зголеми каматните поени, 0,25 и 50. Јас сум на мислење со тие германски мои колеги, бидејќи задоцни европските централни банкари. Тоа мораше да го направат многу порано. И сега имате вие глобално имате две стратегии. И кај нас еве и домашниве колеги мои во Советот и професориве и колегите тука од стопанство имаат две стратегии. Една е стратегија да имате вие забавување на економскиот раст на сметка на инфлацијата и друга стратегија да имате и двоцифрена инфлација за сметка на поголем економски раст. И јас сум застапник на оваа вторава, бидејќи потекнувам од тоа предприемачко семејство и мислам дека некогаш може би треба да се извага и да се направи еден политички консензус каде треба да му дадеме малку поголем пуш на растот. Вака сега ние имаме и висока инфлација, нели? Еве и вие коментирате околу 17,2 последните официјални статистики сега монетарни. Сега се малку повисоки.
и низок раст. Благо е растот, ме прашуваа мене пред 2 месеци колку ќе биде. Не можете да најдете од 1 до 2 ќе се ближи или можеби околу нулата. Еве, представникот на владата има и можеби подобри информации од статистика. Но генерално поентата ми има две различни стратегии. Која од стратегиите ќе избереме зависи од менаџерите на политиките. Ако јас се прашувам секогаш и како човек важам за карактер кој сака да влегува и да направи нешто, да остави трак. А ако седиме вака постабилно, ајде, тоа што тогаш би имале ризици во друга да, нас. се согласувам овде затоа што се извинувам, може малку тоа што го прават во аспект на монетарна политика не е моја да коментирам затоа што нели во суштина не сум повикан, но го гледаат едниот аспект и се согласувам дека не го гледаат аспектот на економски развој, затоа што тоа не е примарно за нив битно како цел и со нивните политики. Секако, на другата страна, кога ќе се поставиме, ние мораме и тоа и тоа. Например, ја дури еднаш искоментирав дека тоа што се прави од аспект на зголемување на референтни каматни стапки, можеби во еден момент ние пак дојдовме до тоа што и јас беа моите предвидувања, можеби требаше да биде поагресивно првиот пат, наместо постепено, туку поагресивно, затоа што така ќе направиш ќе влијаеш и на психолошкиот момент, на инфлаторните очекувања, ќе спласне и ќе може да овозможи. Но нели тоа е независна власт, таму се носат одлуки на начин коментираме резултатите од последната анкета на ИРИ за оваа година покажува дека 56% од испитаниците сметаат дека економијата во следните 2 години ќе биде полоша од сегашните, само 8% дека ќе биде подобра. Дали се сметате дека потврливте во носењето на мерки за што ги имате овие резултати? Не би направил таква корелација. Навистина, ние структурата на економијата кога ќе ја погледнеме, економијата не е водена од владата, нит е водена од државата. It's not captured. State captured economy. Добро, меѓутоа владата ги прави правилата за игра сега. Да, правилата за игра се тие. Но не може да го занимариме глобалниот контекст, а тоа е дека кризата постои не само во нашата земја и сега економијата. И што значи економијата? Кој аспект од економијата? Хајде ќе ги земеме. Еве ја ги добив податоците за странските директни инвестиции. Годинава странските директни инвестиции се подобри. И еве во овој момент странските директни инвестиции се на ниво од 528 милиони евра. Има само една година во изминатите 10 години подобро од оваа година. А тоа е 2018, кај што сме имале 16... Како сме во регионот, вака ќе ги споредуваме? А зашто се тогаш? Што не се споредувам, јас зборувам за оваа за нашата економија. А зошто вчера се жалеа дека помалку ќе инвестираат, за разлика од лани, па странските инвеститори? Анкетата покажува дека 70... Не, оваа година заврши, 2021 заврши. За 23-та може да има предвидување за помалку инвестирање, затоа што неизвестноста на целосната глобална криза е се уште таму. Ние не знаеме како ќе се одвиваат војната во Украина, што тоа ќе значи за енергетската криза. Видете, ние ќе ја завршиме и до април можеби сме на безбедна страна, но ние не знаеме какви ќе бидат залихите со газ во Европа за наредната зима, од каде ќе се полнат залихите со газ, затоа што не работат двата тока на газ од Русија. Не знаеме ланците на набавка во прехранбена индустрија, од каде ќе се надополни, затоа што тоа е нарушен, а тоа што го добива од Украина и од Русија го неаме. Значи има многу непознаници кои што треба да се одговорат некаде напролет за следната година. И затоа сите стравуваат. Но, значи, легитимно е прашањето да се споредиме со регионот. Да, економијата има целосен предизвик. И не сакам воопшто да полемизирам, но кога зборуваме за инфлација, ние мораме да ги видиме факторите кои што влијаат на инфлацијата. Вие имате еден само податок кој што треба да видите, а ние не можеме да занемариме дека еден од клучните фактори за инфлацијата и високата инфлација во нашата земја е увозната зависност за електрична енергија. Тоа не е
направено сега. Тоа е последица на 30 години невнимавање, невложување во енергетскиот систем. 35% од потребите за електрична енергија во нашата земја се од увоз. И тоа е едно од клучите. Параметрите, еве во апсолутни бројки, истата количина на електрична енергија која што сме ја купиле минатата година за 800 милиони евра, годинава ќе завршиме за 2 милиарди евра. 1,2 милиарди евра има дополнителни средства потрошени за иста количина на електрична енергија на пазарот. Тоа е близу двојно. Па тоа е скоро 9% од бруто домашниот производ. Средства кои што се потрошени само за да се осигура тоа што без никаков раст, без никаква дополнителни потреби во секторот. Значи ова што го кажува вице-премиерот, еве со иницијативи во Отворен Балкан, некако се циркулираат полесно информациите, има за одредени земји ваква една калкулација. Во зимскиот временски период, недостатоците на електрична енергија што се купуваат, некои земји ги чинат дневно по 1.000.000 евра, а некои земји можда и 2 милиона, само разликата во цена и во количина. Евра дневно. Па искалкулирајте колку денови по 1.000.000 или 2 или 1.500.000, зависи колку се движењата на цените, ќе дојдеме до таа цифра колку е загубата, колку е загубата на средства во однос на оваа енергетска криза. Мислам дека професорот Синиша веќе спомна неколку интересни аспекти. Значи, и ние како реален сектор многу би биле посреќни и многу позадоволни доколку владата се фокусира на реформи. Што помалку антикризни мерки, а што повеќе реформи. Значи, дефинитивно на нашава економија и требаат многу промени. За нашава економија да се спомне 3% раст, не знам како делува вака статистички, меѓутоа за Македонија тоа е приближно на нула. Ништо да не работиме, ние 3% ќе оствариме. Да. За Германија 3% тоа е навистина огромен износ. И затоа некогаш да бидеме внимателни кога ќе правиме споредби и така натаму. Кажа вице-премиерот, странските инвестиции во Македонија оваа година се 500 милиони. Одлично, супер. Хајде да се споредиме со регионот да видиме какви сме. Дали има некои земји во регионов кои навистина имаат импозантни цифри? И зошто они имаат импозантни, а нашите цифри не се такви? Значи, дефинитивно мораме да го реформираме целиот Структурата на економија. Структурата, ние многу често од реалниот сектор знаеме и вака да кажеме. Во Македонија приватниот сектор има многу малку можности за инвестирање. А реално како македонска компанија вие немате премногу можности за инвестирање. Имате кочница или немате пари? Нема доволно можности. Можностите може да бидат слободни индустријски зони, можностите може да бидат во енергетиката. Убаво прашање. Странските инвеститори кои сега доаѓаат во Македонија почнуваат да добиваат договори PPA. Price Power Agreement. Во цела Европа ги напуштаат тие, затоа што ценовното ниво на електрична енергија и на енергентите е премногу високо за да сега правите такви аранжмани. Слушаме дека во македонската влада се размислува евентуално, па веројатно и за чебрене во една од опциите, да се склучуваат такви аранжмани на долг временски период. По некои си цени од 70 до 80 евра, што на вистина сметаме дека се премногу високи, да се гарантира толку висока вредност на електрична енергија на таков долг рок од 20, 25, 30 години. Ја на вистина ќе морам да одговорам на две работи. Затоа што фактите сузбиваат ова што се кажува. Значи, дали постојат можности за инвестирање? Да, постојат можности за инвестирање. Во 2020 година, јас на 31 август станав вице-премиер, во кабинетот затегнав 70 договори за државна помош на компании кои што инвестирале и влегле во инвестициски циклус од 7 години. 5 години, извинете. Во 2020. Денеска во мојот кабинет има 620 договори за државна помош. Тоа значи 620 компании виделе можност за инвестирање и инвестираат и за прв пат годинава ќе исплатиме 30 милиони евра државна помош кон овие компании кои што почнале инвестициски циклус во кризни години. Колкав процент се домашни? 97%.
ја виделе можност. Затоа што се дел од вредносните ланци во одредени индустрии. Сите се во преработувачкиот сектор. Како они ја виделе можноста, а некој друг не ја гледа можноста. Сите индустријски зони се отворени за сите, и домашни и странски компании. Технолошките индустријски развојни зони. Ги усогласивме условите за подршка на домашните и странските компании исто. Сите индустријски зони и економски зони во општините се подржуваат и од страна на централната власт ако треба да бидат подржани за подобрување на инфраструктура. И секако, секој е отворен, ако има пристап до ликвидни средства за да направи инвестиција, државата е овде да го слушне, да го поддржи. А за евентуално инвестиции во енергетика нема. Пазарот е отворен. Ние сме една од ретките земји во Западен Балкан кои што има целосно либерализиран пазар за електричната енергија. Токму заради тоа да дозволиме на компаниите да инвестираат. Да, вистина е дека има различни иницијативи, но не е вистина дека се напушта концептот на PPA во Европа. Одидете во Грција, ќе видите дека сите договори или сите инвестиции завршуваат со PPA, затоа што потребата за електрична енергија, особено од обновливи извори на енергија, особено од аспект на зелената транзиција, не може да очекуваме дека ќе биде напуштен. А ако држава може да обезбеди целосната зелена транзиција со сопствени извори, кажете ни го рецептот, ќе го направиме. Никаде, ни во нашата стратегија за енергетика, ни во светските стратегии и агенди за зелената транзиција не постои дека само државата е таа која што треба да ги направи инвестициите, туку се прави заедно. Приватни, наспроти јавни Во интерес на времето мораме да одиме со вториот блок на реклами, па после 10 минути и посветиме на друга тема. Чива работа под паралка. Назад сме во студиото, продолжуваме со последните 10 минути од дебатата. Професоре, каде ја гледаме сега иднината на економијата, да ве прашам? Каде треба да се насочиме за да се избегнуваат во иднина вакви ценовни шокови, вакви девијации? Моите соговорници спомнаа дека има многу непредвидливости. Така. Но едно е предвидливо. Овој свет е веќе поделен на исток и запад. Од тоа, после војниве случување, како и да завршат, ќе живееме во поделен свет. И тоа е мој став, еве личен нека е. Ако е така, аз сметам дека ќе биде така, македонската економија мора да се позиционира онаму каде припаѓа. Ако сме членки на НАТО, еве сме, ефектите не се почувствувале, бидејќи имате екна криза каде дојде тој чин, мислам дека тој период треба да биде. Нашите стратешки партнери се Европската унија и Соединените американски држави. Каде би се позиционирале? Имам неколку точки. Прво, Европскиот совет, неодамна со колегите го дискутиравме професори, донесе една одлука near sharing, ќе ја преведам приближување, операција на приближување. Сите компании на фронтот во Украина и во тие источни, веќе рековме ќе живееме во поделен свет, европските и американските собственици сакаат да ги држат поблиску до нив. Ете шансата за македонската економија. Што е потребно? Јас ќе се изразам со речникот на бизнисот. Селс, личности кои што ќе бидат 24 и малку е, ќе го измислат уште еден саат. Дали има такви? Има. Тоа е првата работа. Втората работа, подигнување на продуктивноста. Не го занемарувајте овој факт. Не имавме ова лето работно лето. Јас се сретнав со 40 на 50 CEO на големи компании и во зоните, и надвор од зоните и така натаму. И банкарските CEO. Констатацијата на сите е една. Имаме невиден пат на продуктивноста во колективна продуктивност. Ајде што администрацијата и општо познато не е работна или нема елан, тоа секогаш било така, нели? Ја критикуваме. Еве може и да не сум во право, но моите впечатоци се такви. И младите и новите сили веќе ја губат таа продуктивност. Тоа е сериозен проблем. Споредете ги германските работници и нашите ќе видите. И фокусот кратко. Земјоделско производство, храна, ништо друго. Електрична енергија, трансформација во засилено производство, тоа што го коментираа колегите. И имам исто добра теза, што еве деновија слушнав малку се исполитизира за жал. Ние 10 години јас коментирам за општинско комунални јавни врзници. Тоа е добра шанса. Ако 2015 беше обратно, сегашната власт беше опозиција и таму каде јас ја промовирав чина беше Кумановскиот регион, таа теза во 2003-2014 не успеа, а имаше и бонитет Куманово тогаш, знам, имаше и некои други аеродроми центар. Еве сега повторно
ја вративме на пиедестал. Таман се охрабривме да искористаме народен збор, некако пак се политизира таа тема. Чуму е важно кој градоначалник владее? Општинската комунална врзница е одлична идеја. Тука мислам дека треба да се размислува во насока. Да. И на крајот на краиштата можеби она што го спомнав како контраверзна, да најдеме начин да вбризгаме во економијата се она што е надвор или народот како вели подперница. Моите анализи, тоа не може да бидат точни, се некаде околу 1 милиарда евра чуваме надвор. Дополнително на тоа и пари кои се изнесени по различни криминални активности и слично. Мора да смогне оваа држава, затоа има ова е контраверзна теза, затоа реков. Јас така мислам дека сум патриот кон оваа држава, да најдеме амнестија, кога веќе амнестираме се, нели? Да се изражам малку на шала, мораме да најдеме начин капиталот кој е изнесен и кој е подперница да биде во функција. Ако тоа го направиме, ние би личеле на GDP на Словенија или на Хрватска, верувајте ми. Вака само го одлеваме надвор, само судски процеси кои се не го користиме. И затоа е она колективно незадоволство кај младиве лица. Верувајте ми, тоа е многу важно. Неколку минути, Ангеловски. Да се надоврзам на професорот ова што веќе само во 30 секунди. Во 30 секунди. Значи, дефинитивно мора економијата дека е пазарно 100% ориентирана, далеко сме од тоа. Имаме јавни предпријатија кои гледаме дека со години не плаќаат електрична енергија, не знаеме како функционираат внатре, ефектот од нивното работење е многу лош. Дефинитивно сите тие примери мора да отидат на реструктурирање, приватизација и да се покаже дека преку трудот може да се дојде до ефективна вредност и така натаму, и сметаме дека е тоа единствениот начин како можеме ефективноста и ефикасноста во економијата да. Граѓаните очекуваат цените да бидат на прехранбените производи да бидат намалени. Од 1000 компании од прехранбениот сектор кои што ги најавуваше владата, 230 се пријавија за таа поевтина електрична енергија, за да ги намалат цените. Кој е проблемот според вас што толку мал одзив има? Ние овој чекор на владата за бенефицирана електрична енергија за прехранбениот сектор како еден дел од пакетот и така натаму го поздравуваме дефинитивно. И до нас дојде таа бројка од 200 и нешто компании наспрема оние 1000 кои владата ги проектирала и така натаму. Дефинитивно може да се работи за недоволно анимирање на компаниите, кој тип, кои имаат право да аплицираат. Знаете, секогаш сме... Тоа се збореше 2 месеци. Да, меѓутоа секогаш сме скептици. Имаше таму и во однос на процедурите на склучување на тие договори, малце администрацијата, како што знае, да биде прилично споро се завршува. Мислам дека еден дел, ако вице-премиерот може да надополни, се оставени од јануар да стартуваат оние кои не стигнале на време со апликациите. Меѓутоа, дефинитивно одредени цени на одредени основни производи, да бидеме внимателни. Не секој леп е основен леп, постои точна спецификација. Например, баварскиот леп не е основен леп, постои народски леп по спецификација и веќе во одредени компании, вклучително и компании од нашата стопанска комора, почнува тој леп да се продава од цена од 32-3 денари, па во оној пазарен дел. Бидејќи имаше и најава за зголемување на минималната плата веќе од пролет, кој ќе биде ставот на Сојузот на стопански комори? Ние секогаш треба да бидеме внимателни, имавте прашање и во однос на инфлацијата. Мислам дека и во однос на инфлацијата владата не помина славно со таа минимална плата. Мислиме дека такво масовно подигнување на прагот, особено во вакви услови, од една страна Народната банка ги подига каматните стапки, од друга страна да одите кон подигање на минималната плата е обратно пропорционално и едно со друго се поништува, така да ние во овој момент економска логика за таков чекор не гледаме. Само ќе ве прашам, немам многу време, морам да ве прашам уште неколку прашања. Рековте на почетокот на емисијата дека треба за бизнисот предвидливост за да има. Меѓутоа, деношната политика е доказ дека немаме голема предвидливост во Македонија. Не се согласувам. Беше најавено веќе година и пол дека од 1 јануари ќе почне прогресивен данок и останати даночни реформи. Да, и се откажавме заради кризата, за тоа што никој не може да го земе. За сега да сакате да го менувате и законот за данок на добивка. Да,
кај Затоа оние што- кои што не остваруваат 3 Затоа што- милиони денари да плаќаат и тие. Па не е вистина дека не остваруваат добивка. Значи Туку? само да не се створи фама. Тие што работат до 3 милиони денари остваруваат добивка, само што не плаќаат данок кон државата. Јасно ми е за Така кое е. точно. Сега го зголемуваме, паушал. го зголемуваме прагот од 0 до 6 милиона и им даваме избор. 10% данок на добивка или 1% данок на промет. На вкупен промет. Изборот е тој. На крај на денот, затоа што Ова ја следам, не е непредвидливост? не, воопшто. Значи ја следам дискусијата и некојаш се ствара како е тоа големо. За 6 милиони обрт, ако изберам да плаќам 1% данок на промет, е 60.000 денари на годишно ниво. 12 месеци по 5.000 денари. Толку е фискалниот ефект и толку на вистина тоа ќе ги погоди сите мали компании. Вице-премиер до народот и со управата овој начин на коментирање се добива впечаток како говори дека некако како да немаме јасен Стопански комори беа први кои што реагира на ова. Да, се согласувам. Законот ни еден ден не бил на онаа платформа На ЕНР. на ЕНР, ни еден ден не е Го знаете, поставен, мојот значи приличен. предвидливост таму да го проверите законот и така натаму нула. Во однос на даночните измени, ќе цитирам еден владин представник, вика, од она што ние го представивме, 70% нема да усвоиме. Тоа значи, некој инженер проектира зграда и 70% од зградата не ја изградил и добра е зградата. А она првично што беше представено, што беше? Илузија? Не. Значи, има одредени законски предлози за одредени даночни законски измени кои се представуваат во овој момент, кои и по наше мислење и по мислење на економските експерти нема да донесат даночни приходи колку што се очекува или големи воопшто нема да донесат, туку само создаваат еден вид на несигурност, немир покрај сите овие ситуации што ги имаме со дневна промена на цените на енергентите, на храната и на милион други ставки. Дефинитивно сметаме дека во овој момент такви потреси не. Ако ја продолжиме дебатата, ќе влеземе во терминот за вести. Ајде за 15 секунди. Тоа што го отворивме даночната реформа е навистина новина во општеството. Ние не сме навикнати да ни консултира власта, но ние ги консултираме. И сега, кога после консултации 70% од тоа што си го предложил не се прифаќа, тоа е убавината на процесот на консултирање. И за жал немаме време, но ние мораме да научиме дека не секогаш има само една страна. Ние слушавме 6 месеци дека електричната енергија е клучниот фактор за зголемување на цените во прехранбениот сектор. За жал, гледаме дека намалувањето не е вистина, дека е само кога имате вие увозно зависна економија, кога вие основните суровини ви доаѓаат од надвор. Вие не можете да кажете дека електрична енергија е клучниот фактор. Ние го направивме тоа што требаше да се направи, сега е на ред кај стопанство. Ви благодарам што вечерно бевте дел од економски магазин. Почитувани, ви благодарам и на вашето внимание. Останете и натаму на ЛС, следуваат вестите на македонски јазик, а веќе следната среда, односно последната емисија за оваа година ќе се дебатира за цената на електричната енергија. Пријатно.